Не градоначалникот на Центар, туку поранешниот премиер Зоран Заев стои зад блокадите на градилиштето кај поранешната стоковна куќа Беко во центарот на Скопје. Вели заеден он, бизнисменот и поранешен министер за финансии Борислав Стојменов, инвеститор на објектот кој општина Центар го води како дивоградба. Причините поради кои се направил случај од градењето кај Беко, тој вели дека се политички. Се сомнева дека целиот притисок за поништување на одобрението за доградба и надградба од 2016 година по кое гради, бил за да се откаже од градење и да го продаде хотелот 3 пати поевтино од пазарната цена. Стојменов вели дека наспроти тврдењето на општина Центар, тој почнал да гради истата 2016 година кога му го издале одобрението и немал никакви проблеми се до моментот кога решиле да го урнат стариот објект на ТЦЦ Плаза и на негово место да изградат сосема нов. Се одлучиле за уривање од и подпокривот кој го направиле со метална конструкција по препорака на статичарите, почнал да пропушта вода и да тече на сите страни. Ја комплетирале документацијата за уривањето што ги чинело околу 70.000 евра и добиле решение за уривање од општината. Кога се почна кога почна да се објектот това да се руши, тука почнаа веќе нивните интервенции се почести беа. Што сметате дека е причина за тоа? Причина е политичка. Не од градоначалникот, од господинот Заев. Се случај ние почнаме да рушиме. И сега поминал нека камиони, Заев сега се јавува тоа во февруари месец, зимно време, ми напиша мене порака: Борис, луѓето се бунат, населението, целото движење сте правиле тамо загадување, сега загадување на воздухот, знаеш, сите се ние против тоа буниме, и вика престани со било какви активности, ќе си извадиш дозвола и некаде по текот на почеток на летото ќе градеш. Имам таква кај мене, имам. Тоа Заев ви го кажа. Заев порака ми праќа. Не ми кажува, ми праќа. И јас одам кај него, кај Заев ме примеше. Заев, не случајно го кажам, викам, му отидов, веднаш, не смееш да не ме прими. Кај него. Премиере, пред да почнем да почнем ја да градам и кога дојде ти на власт, ме викна, вика, те викнав. Шо ми кажа? Борис, терај напред, јас толку ми свига објектот, терај. Шо ти кажав ја на тебе? Премиере, благодарам, ама викам, јас сакам да градам и утре не ќам проблеми, испитај се, вика, јас сум за тебе, извини. Такви зборови не ќам зад мене си, ќе си консултираш твоите, кажи го, експерти кои си имаш, и те се, и министер има за транспортни пречки. Ако нема да има некои пречки, па ја да имам после проблеми. А втора работа да ти кажем, викам, откаде ти премиер, ја го загадувам воздухот, ти го забрануваш градежништвото? Тогаш, викам, беше забрането само автобусите беа ретки, другото ништо друго заради загадувањето. И од така почна он. И имам една порака од него, или така или не. Тој се сомнева дека блокадата на градилиштето е реваншизам за објави на Канал 5, телевизија во собственост на неговото семејство. Заев, човекот си кажа, дојде кај мене, у овој новиот там горе код. Кога ги Заев читаше овие, кажи го, овие пристручуваните разговори. Канал 5 ги даваше ли? А пред да дојде на власт? Не, да. Ги даваше ли? Не. Не. Колку пати Канал 5 кажа, Заев случајно изјава го снима, кога ќе дојдем на власт, живи луѓе ќе јадам. Ништо контра беа Заев. Заев се напред и дојде кај мене. И јас фала ти, ја почитам фамилијата, али да опростам не имел никогаш. Ова почнува од Заев. Ви карав, нели, за зимно време, граѓаните се бунат, ово, оно, се тоа. Зошто Заев биве стопиран? Ама вие го познавате ли Заев? Го познавате ли?
Премиерија толку. Не премиер бе, во сега премиер се знае дека е премиер, као човек дали го познавате. Колку што И има ли луѓе во животот, карактерно, ке се налоти, опростува, нели? А има ли луѓе во животот кој ќе каже, тешко на тебе кога го навредиш, ке ти врати 10 пати, има ли такви? Тоа е карактерот на луѓето. Вие Зависи кој е. направивте нешто? Кој? Се осетил навреден од вас? Па он ми кажа дека се дека навреден. Од телевизијата од мене не. Не од мене, ја Заев не сум го навредил. Али од телевизијата, тоа што вака, он не. Ти телевизија го маваш и он доаѓа на власт, што ти прави? Пред да почне соуривање на хотелот во 2018 година, Стојменов вели дека имал понуди да го продаде за 10 милиони евра, а притисокот што му се вршил бил за да се намали таа вредност. Притисокот беше тоа да го продадам јас ефтино, јас стар, и оно и да се притисок да го земат за 3 милиона, 3,5 милиона. Откако вчера обвинителството поднесе обвинение за бесправно градење против него, Стојменов вели дека јавно ќе ги покаже документите што ги има, кои според него ќе отворат афера слична на рекет. Решение на проблемот тоа ќе се значи со ова, кажи го со ова таа аферата што беше на овој, кажи го на како рекет. И ќе биде исто и плюс димензија на овој од ВМРО што ги судат. Ќе се јави Заев, ќе мора да тука да дојде. Ќе мора да дојде овде, ова кажи го Стрчанов, сигурно ќе си дојде. Ќе мора да дојде тука ова министер за транспорт и врски. Веќе значи има политика, има ова кажи го кривишни дела, има. Поранешниот премиер Зоран Заев ги демантираше обвинувањата од Стојменов. Ваквите обвинувања се далеко од здравиот памет. Целосно ги демантирам лагите на Стојменов, доколку така се кажани. Иако се повторат такви лаги, ќе покренам тужба.